Ке ги освестили змијата здравствените власти за лошата состојба во амбулантата во Ѓорче Петров. Оштетени прозорци и сфарбани зидови, оштетен пот и плафон е сликата на оваа амбуланта која дава здравствена заштита на жителите од оваа општина. Изградена е после земјотресот во 1963 година, но како објект за привремена употреба. Од градењето пред 56 години до сега, амбулантата е со истата опрема. Државниот санитарен инспекторат уште предходната година со решение го задолжил Здравствен дом Скопје во наредните 3 до 6 месеци да ги направи потребните реновирања за адаптација на просторот. Според Бухова и вчерашниот инспекцијски надзор завршил со решение за итно санирање на објектот. ДСЗИ лани во тек на март месец беше во вонреден инспекцијски надзор во истата институција. Со решение се задолжи собственикот на тој објект, односно ЈЗУ Здравствен дом Скопје, а во рок од 3 до 6 месеци да ги изврши основните санирања или адаптација на просторот, за да се обезбедат барем минимум услови за пружање на здравствена заштита. Во периодот за кој го со решение ги им дадовме налог да постапат, Здравен дом ни одговори дека за буџетот за 2019 година го имаат во план да го реновираат и тој објект, бидејќи пола од годината нели пројде од 2019 и како резултат на вториот вонреден инспекцијски надзор по вчерашното случување, Здравен дом во тек на денешниот ден доби информација од ДСЗИ со која се обврзуваат во најкраток можен рок да го известат ДСЗИ со мерките кои ги планираат да ги превземат со тој објект. Покрај амбулантата во Ѓорче Петров во слична состојба се наоѓа и амбулантата во Бутел. Жителите на оваа населба во неколку наврати се пожалија јавно за лошите услови во кои добиваат лекарски услуги. Оваа амбуланта е изградена исто како и амбулантата во Ѓорче Петров во 1963 година, а обслужува околу 30.000 жители од населбите Радишани, Љуботенски пат, Бутел и останатите делови.